Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Следуваат настаните на денот. Коалицијата ВМРО за Македонија својата кампања во изборната единица број 3 ја продолжи со посетата на општините Кучани и Виница. Носителот на листата Стојан Чангелов на средба со граѓаните ги представи програмските определби на трите партии од коалицијата, со кои тие ја бараат довербата на гласачите. На граѓаните им е доста од оваа власт која ги осиромаши и ги остави без надеж за еднината, поради што конечно режимот ќе биде поразен и ќе дојдат луѓе што знаат како треба да се раководи со државата. Ова го истакна Стојан Чангелов, носител на листата на коалицијата ВМРО за Македонија, при посетата на Кочани и Виница и средбата со граѓаните од населените места во регионот. Можам да кажам дека овој пат е многу полесно, бидејќи заедно сме посилни, ние доаѓаме заедно. Овој пат војводата, братот и генералот против лажниот патриот Никола Груевски. Луѓето кои што порано беа поделени во три табора, денес се сите на едно место, но можам да кажам дека ни приоѓат и многу незадоволни граѓани од владењето на Никола Груевски. Сведоци сме дека ни приоѓат и бараат да се зачленат кај нас и граѓани кои што се аполитични или кои што се политички неопределени. На средба со граѓаните, Ангелов ги истакна и програмските определби со кои коалицијата ВМРО за Македонија ја бара нивната доверба на предстојните парламентарни избори. Основна заложба на нашата коалиција ВМРО за Македонија е влез на Македонија во Европската унија и во НАТО, нешто што од страна на Никола Груевски беше намерно закочено. Ние знаеме како тоа да го направиме без при тоа да го промениме државното име. Основна работа која што треба да се направи како еден меѓучекор е веднаш по завршувањето на изборите, во согласно со времето да се организира попис. Најпрво да се преброиме, да видиме колку од нас останаа во Македонија и да видиме каква штета нанесе погубната политика на Никола Груевски на македонските граѓани, бидејќи се зборува за бројка од повеќе од 400.000 македонски граѓани кои што ја напуштија Македонија во потрага по екзистенција или по подобар живот. Ангелов додаде дека коалицијата, чиј носител на кандидатска листа е тој, се залага Македонија да биде граѓанска и правна држава за сите нејзини жители, отфрлајки некакви заговори за федерализација, двојазичност и уставно рекомпонирање. За да се постигне равноправност на сите граѓани, тој рече дека е неопходно да се укинат етничките квоти по разни основи, а исто така треба да запре кражбата на државата и да се вратат изнесените пари во странските банки. Пред граѓаните на Кучани презентирана и програмата на коалицијата за промени и правда. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 Весна Стоименовска порача дека во Македонија ќе ги вратат парите украдени од народот, а ќе ги задржат и младите во државата. Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за промени и правда Весна Стоименовска оствари средба со граѓаните на Кучани. Ја презентираше изборната програма на коалицијата во која беа посочени проблемите со кои се среќаваат младите и жителите од Источна Македонија. За жал, градовите од истокот се преполовени по бројот на жители. Тие не само што ги изнесоа парите, туку ги иселија и младите. Од коалицијата за промени и правда порачуваме дека ќе ги вратиме и парите украдени на граѓаните, но ќе ги вратиме и младите, а политичарите ќе работат одговорно и честно за плата како и секој граѓанин на Република Македонија. Како мерка за задржување на младите тука предвидуваме фонд за млади за поддршка и вработување на млади и креативни кадри во износ од 2% од буџетот на Република Македонија. Како мерка за борба против сиромаштијата и нискиот животен стандард, минималната плата ќе ја зголемиме на 300 евра со поддршка од буџетот и секако средства кои што ќе се обезбедат преку силни антикорупцијски мерки, укинување на репрезентацијата на функционерите и секако кратење на сите непродуктивни трошоци. Во поглед на невработеноста, додаде Стоименовска, ќе се фокусираат на реална и максимална поддршка на малите и средни предпријатија со 3 до 5 вработени, бидејќи тие се стожерот на секоја економски развиена држава. Стоименовска истакна дека ќе биде вратен брендот на Кочани Оризот,
а на оризопроизводителите ќе им биде дадена реална откупна цена и сигурен пласман, а субвенциите ќе продолжат навремено да се исплаќаат. За крај Стојминовска рече дека промените ќе почнат од истокот. Завршена е санацијата на оштетениот асфалт на улицата Павлина Велјанова на влезот во Кучани. Поради проблеми со водоводната инсталација на коловозот се појавија дупки што со месеци чекаа поправка. Поправени се оштетувањата и дупките на коловозот од улицата Павлина Велјанова, што се појавија по излевањето на водата од подземната водоводна и канализацијска мрежа. Иако на почетокот состојбата не беше критична, во изминатите неколку месеци врнежите од дожд и интензивното користење на коловозот придонесоа за влошување и оттежното движење на возилата. Токму на крстосницата со Димитар Влахов, што е на влезот во градот, коловозот на Павлина Велјанова беше оштетан и подигнат, па за да ги избегнат дупките и нерамниот коловоз, возачите беа принудени неправилно да влегуваат во крстосницата. Тоа, заедно со недоволната прегледност, ја влошуваше и онака намалената безбедност за сите учесници во сообраќајот. Поради ова, и граѓаните кои живеат во овој дел од градот побараа брза реакција на надлежните за да се спречат несакани случаи со посериозни последици. Дури по неколку месеци од нивната реакција се реализираше реконструкцијата на улицата. Со оглед што проблемот настанал поради оштетување кај водоводната и канализацијската инсталација, обврската за санирање на улицата го презело комуналното јавно предпријатие Водовод. Работници од предпријатието го расчистија оштетениот асфалтен слој и по подготовката на теренот беше поставен нов асфалт. Слична интервенција пред неколку месеци имаше и на улицата Љупчо Сантов, каде исто така поради проблеми со подземната вода дојде до оштетување на новопоставениот асфалт. Да се направи ревизија на целокупниот финансиски извештај за одржување на фестивалот Истибанско здравоживо, побара опозицијата, кој на 45-та редовна седница на Советот на општина Виница не ја доби потребната мнозинска подршка. Полемики помеѓу власта и опозицијата наметна и финансиското работење на јавното предпријатие Солидарност за првите 9 месеци од годината. Ке треба да се менува содржината на фестивалот Истибанско здравоживо, со што би се овозможило и намалување на вкупните расходи што се натовар на општинскиот буџет, а речиси секоја година ја надминуваат сумата од милион денари. 2016 година се околу 1 милион и 300 илјади денари, во кој Министерството за култура партиципира со само 250 илјади денари, а најголем дел од средствата од околу 800 илјади се за храна и сместување на учесниците. Опозицијата на седницата на Советот на општина Виница побара ревизија на целокупниот финансиски извештај, кој на оваа седница не ја доби потребната мнозинска подршка. Финансиското работење на јавното предпријатие Солидарност за првите 9 месеци не наметна полемики помеѓу власта и опозицијата. Извештајот и програмата за одржување на комуналната хигиена ја добија подршката од Советот. Гимназијата Ванчо Праќе го одоби позитивното мислење од Министерството и Советот за основање на паралелки со 16, 17, 18, 19 и 20 ученици, како во гимназиското, така и во стручното образование. Советот едногласно ја подржа и програмата на Основното училиште Славчо Стојменски за изведување наставни екскурзии во учебната 2016-2017 година. Есенската сеидба на територијата на општина Виница е планирана на површина од 704 хектари и со 93,3% е завршена. Најзастапени се житните и индустријските култури, а значително намалување има кај површините со афион. Од планираните 15 хектари досега се засејани само 2 хектари. Извештајот кој го усвои Советот беше образложен од раководителот во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. По претходни барања од семејствата, Советот ги разгледа и одобри по 20.000 денари на 3 фамилии чии куќи пред непол месец беа зафатени со голем пожар. Советниците реагираа на нереализираната одлука од страна на општината за спроведување на еднонасочен сообраќај на улицата Пионерска, а укажаа и на недоследности во реализација на проектот за регулација на коритото на река Осојница. 17 годишно девојче од Виница е регистрирано како исчезнато. Незината мајка пријавила во Виничката полициска станица дека ќерката веќе 4 дена не се вратила дома. Нов случај на исчезнато лице е пријавено во Виница. Се работи за 17 годишно девојче.
се работи за 17-годишно девојче кое пред 4 дена излегло од дома и не се вратило. Загрижената мајка, 54-годишната Л.И, отишла во полиција и го пријавила случајот. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во полициската станица во Виница во средата околу 15 часот и 30 минути била регистрирана пријава од и девојката излегла од дома без да биде забележана во кој правец се упатила и веќе 4ти ден не се вратила. Од полицијата додаваат дека во тек се соодветни мерки за пронаоѓање на лицето. Инаку за само една година ова е втор случај во полициската станица во Виница да биде пријавено исчезнато лице на истата возраст. Предходно, на крајот на декември минатата година, во полицијата имаше пријава за исчезнато 17-годишно девојче, кое еден ден по пријавата беше пронајдено живо и здраво и предадено на семејството. Според анализите од секторот за внатрешни работи, во источниот регион во текот на минатата и оваа година, како исчезнати биле пријавени 40 на лица, од кои близу половината од женскиот пол. Најголем број од исчезнатите, околу 20, беа од Штип, а по неколку пријави за исчезнување имаше во Кочани и Виница. Поголем број од потрагите беа успешни и пријавените пронајдени. Еден дел беа регистрирани како починати. Етновешта жена по 4ти пат во Кочани. Жените повторно ја покажаа својата хуманост и подготвија традиционални убави трпези. Манифестацијата има хуманитарен карактер, а годинава за прв пат учествуваат два града заедно – Кочани и Македонска Каменица. Жените од Кочани се хумани. Тоа го покажаа на манифестацијата Етновешта жена што по 4ти пат се организираше во Кочани. Припадничките на понежниот пол, кои сами се пријавија за да ја покажат својата хуманост, подготвија разни кулинарски специјалитети што беа изложени на свечено украсена трпеза. Јадењето беше подготвено во етно стил, од разни сукани баници, јадења од ориз до благи и солени етно специјалитети, баклави и алва. Традиционалните јадења беа на продажба. Хуманоста се покажа на дело, од и се што беше подготвено, беше и продадено. Од годинава манифестацијата доби регионален карактер. Учествуваа жени од Кочани и Македонска Каменица. Етновешта жена има хуманитарен карактер. Секогаш сме за поддршка на децата со посебни потреби, меѓутоа во еден друг начин, дружење со нив, правење забава со нив, создавање еден роден ден на сите дечиња заедно со вештите жени. Тоа за мене е поголемо богатство, да еден ден им го направите понеобичен од сите обични денови. И еден ден го посветите на нив. Кочани го представуваат градот на оризот, значи жените што учествуваат се потрудија да направат јадење во стилот на оризот, значи во сука баници. И ние спремивме свилени кифлици, спремивме зелник на селски начин, спремивме пиварки, спремивме погача, сончуглед погача. Друга разлика од оваа година на Етновешта жена е внесување на глумата во манифестацијата. Годинава за тоа беше задолжен познатиот лик од македонските народни приказни Владко Дојчиновски. Како целина ќе кажам, како народ, ние сме весел народ. Сите нас ни завидуваат на тоа колку ние знаеме да се радуваме покрај се што ни се случува, колку знаеме да пееме, да сме весели, зошто тоа да не го искористиме? Секогаш е преубаво доживување да се дружи човек со вештите жени, да ја чувствува таа женска енергија. Во Кочани со години наназад, значи на вистина има огромен интерес за манифестацијата и тоа е едно дружење, еден ден што е поинаков за жените од оние секојдневни обврски да се отиде на работа дома, да се сготви, да се испере, да се исчисти. Ова е еден начин кога жените не само се дружат, туку и разменуваат искуства. Во конкретниот случај на Етновешта жена се потсетуваме на сите оние традиционални специјалитети. Инаку манифестацијата се одржува во 15 градови во Републикава, од каде што ќе се изберат по 5 јадења, кои потоа ќе бидат објавени во заедничка брошура со стари традиционални рецепти. Паричката на централната манифестација Етновешта жена што се одржа во Марков манастир, падна во Македонска Каменица, така што до година ќе се организира голем собир на вештите жени, каде што се очекува присуство на над 2500 жени.
Предавања од православен карактер започнаа да се организираат во библиотеката Искра. Истите се во организација на членовите на Сдруженијето на граѓани Воскресение, а со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓурги, како и од владиката Иларион. Со благослов на митрополитот Брегалнички Иларион, а во организација на членовите на Сдруженијето на граѓани Воскресение и со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓурги, за прв пат во градската библиотека Искра се одржа предавање од православен карактер. Истото е наменето за сите верници кои што сакаат да научат повеќе за верата и црквата. Од организацијата вела дека потребата од вакви предавања се појавила кај самите верници од Кочани и околината. Вакви предавања ќе има секој втор петок со почеток во 17 часот и 30 минути, а доколку нели поради некои активности во библиотеката постои можност термините да бидат променети, зашто благовремено нели ќе ги известиме верниците како од дамвонот во храмот, така и преку нели социјалните мрежи. Темата на првото предавање беше црквата како заедница на верниот народ, во кое Арцовски го објасни поимот црква и се што е важно еден верник да знае за неа. Ѓакон Арцовски додаде дека за секое наредно предавање верниците ќе бидат известувани тековно преку медиумите и социјалните мрежи. Почитувани, толку во вестите на Канал 8, следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Пријатна вечер.